има две. Добро е да се види едно и другото. Со цел јавното предпријатие, кога ви зборуваме за јавно предпријатие, излича желени полки и во иднина да го поправи својата работа. Морам да констатирам дека до сега, на вистина, комуналец често излекува полки од нашата политика. И се поправа. И тоа не значи дека треба владачкото мнозинство, за разлика од менеджментот на комуналец, на секоја наша критика пошто да не нада. Само тоа го прави. Што се однесува до дискусиите на колежката Карапашевска, да рече комуналец успешност и ефективност, и да зборувала за планираното и реализираното. Јас ја користам истата емиса. Повеќе акцент ќе ставам на нереализираното, а не на реализираното. Денес комуналец нам ни понуди принудно избалансирана завршна сметка. Зашто принудно? Затоа што ако добро се погледнат проектите и не мора да буде да се гледа на прв поглед, ќе се види дека има значителни отстапувања во приходната страна од планираното и во расходната страна од планираното. Оно што мене ме заклучува од приходната страна е што единствено комунална хигиена е на нивото на планираното. Додека пак јавното зелениво бележи пат на планираните приходи од цели 6 милиони денари. Уредувањето на градиштата бележат пат на планираните приходи од цели 3 милиони денари. Или вкупниот пат, заедно со нешто подобрите резултати од комунална хигиена, е околу 8,6 милиони денари или 5% помалку од планираното. Сега, едно повлекува друго. Кога вие нема да успеете да ги остварите планираните приходи, а при тоа сте планирале позитивна завршна сметка, мора да интервенирате водовод на трошоците. Јас ќе ви покажам како интервенира на водовод на трошоците. По право да решите така. Пашовска, ги изголемиле трошоците во делот на репроматеријали, сурови и така натаму, да ќе го изголемиле поновно на работа. Каде ги намалиле трошоците? А ги намалиле трошоците од 178 милиони денари обушто планиране на 171,5. Ќе повтора, за на крајот да имаме позитивна завршна сметка. За жал, намалувањето на трошоците во најголем дел се рефлектира во делот, односно ставката плати, кој што беше предвидено да се оствари со 96 милиони. Предпоставам, че комуналец планирал или да допълнително работи или да изгорели платите на постоянниот персонал. Меѓутоа изплатиле само 86 милиони, што е на нивото на 2014 година. Значи 10 милиони потаму. И уште 1,1 милион тргнале од отписот на ненаплатливите поверувања, кои што беа планирани 7,1 милион, а ова година отпиша само 6 милион. Што историски гледано, искрено за тоа зборував и на комисија, е малку сумнително, имајќи во предвид следните компаративни податоци. Во 2012 година отписот изнесува 7,5 милиони, во 2013 10 милиони денари, во 2014 14 милиони денари, за оваа година, минатата година да е завршила отписот само 6 милиони денари. Зашто ми е нелогично? Затоа што комуналец сите овие години има скоро ист процент на работа. Скоро ист процент на работа. Логиката вели дека застареност и отписот на побарување би требало прилика. И видоа дека овде имаме на владите, дури од планираното, 7,5
сега гласомнежът, дека тоа е намерно направено за колку толку да се оствари некоја по-значителна полза. Може би не се доправа, да трябва да стане директор и се направи. Што се однесува до оствареното. Да. Комуналец оспарува, тој не оспарува. Ни за определените инвестиции, това е план за 2050 година, не ги дам. Какви го информирам последните податъци? Работната единица комунална гена имаше предвидено наволка на специализирани салви за събиране на комунален отпад. Предвиделе 50 контейнери от ден за Африка, 1 метър кубен, набавили само 35. 200 пластични канти набавили от 120 литри на место предвидените 500. 20 планирани канти от 240 литри на место 20. Предвиделе набавки на комбинирана машина за копане и товарене на земя. Не е реализирано. Изградба не е по-остро. Вика да го извежда. Не чочи да сервисиране на бая възродниста, така ще видим и това не е реализирано. Или са други зборови. Работата единица комунална хигиена не реализирала 2 милиони денарни инвестиции. Защо? Повторно се вращаме на неоспарените приходи. Явното зелено, вкупно предвидените, от предвига 7,4 милиони, реализирало максимум от 4 до 5 милиони денари. Що значи дека около 3 милиони денари не са потрошени на предвидената опрема и средства. Поддржувањето пак на гробиштата. Колежката спомена дека биле тампонирани само малку 300 метри. Значи, по плана за 2015 година беа предвидени дека ќе се асфалтира патеките во света неделските гробишта. Меѓутоа, нанесен е само дробени во должина од 300 метри. Значи, ќе се сложим, има голема разлика пање меѓу нанесување дробени во 300 метри, значи не е ни тампонирање, нанесување на дробени во 300 метри и асфалтирање на света неделските гробишта, за кои меѓу другото биле предвидени дори 2 милиони денари. Това е една респективна сума. И исто така не е ясно, јас не може да го најдам тој никаде да го извештам. Во плану беше предвидено дека ќе се продолжи сообразувањето на света неделските и буковските гробишта. Исто инвестиција 2 милиони денари, никаде го извештаат, нема ни збор дека тоа е. Значи 4 милиони денари од поддржување на гробиштата едноставно не се потрошени. От друга страна, на минатата седмица се отлажа договор за висоководието, односно за константното отлагување на гробиштата. И тогаш ми беше кажано дека се работи, се изработуваат дренажни канали и така натаму, дека има и проекти. И видно оно што е незадоволително во овој момент, следната реченица. Изведен е дренажен канал до должина 20 метри. Недавно дека постојните не са изчистени. Тоа е многу реализиран дренажен канал до 20 метри. Ние разборуваме дека нешто е направено 2015-та. На тоа поле во најмала рака е несериозно. Исто така, значи, ако сите овие бројки си соберат по работни единици, ќе дојдеме до бројката од принудни заштити и нереализирани инвестиции од 9 милиони денари. Сега замислете
се реализираат 9 милиони денари, както ви беше завършната сметка на даването. Стиките се стоят, станало ми комунален работа напред, се гледа така работа. И той много от тия активности, що можеше, трябваше, си сете образка да ги изработи до 2015 година. Жал, да ги реализира. И другото, седите прошивуване на дейността собиране или пренесуване на отпад по две села, с остари само вода. Вода. На тие работи, прашам, и сакам, директор, да ми даде. Приклада краса.